Ono što je dobro na домашната музичка сцена е што групата Морал повторно се враќа. Овој пат со пејачка, моите гости Елена Ставреска и Славчо Стојанов, мојот долгогодишен пријател во борбата против лошата музика. Така? Бога ми баш така испадна. Четврт век, мислам дека се знаеме, може. Така. Елена, добре дојде. Добро Како се најдов. чувствуваш и кажи ми од каде ти во Морал? Драго ми е што ме повикавте. Па ете, интересна приказна. Значи, јас сум во повеќе домени полиња на уметноста вклучена. Значи, дипломиран сликар сум, изработувам накид, филигран, во полето на борбените уметности, маршал арт сум. Значи, меѓу другото сум асистент учител по тајчи чуан во клубот Фейлонг, кај Дана Силјан. И ете, не знам, музиката од секогаш била дел од мојот живот, посебно хеви металот, да речеме. Одамна сум со тоа, можеби веќе 12-13 години, сум била член на бендови, меѓутоа сите биле кавер состави. Значи претежно хеви метал и блуз. И ете, од тамо се знаеме и со Славчо и едноставно се случи таа покана. Слушај, имаме можност да настапуваме на Пиволент, знаеме дека ти ги имаш тие гласовни способности и тој интерес за овој тип на музика, дали би сакала да пробаш да ни се приклучиш? Еве ти ги песниве, научи ги. Буквално тоа беше. Ја мислам дека Славчо беше во право, као многу пати до сега, и кога беше изборот на покојниот и нам многу драг Владко Илиевски, 2001 година, кога ми се јави и ми вика, абе имаме пејач, има 16 години, и кога го прашав, шо ќе правите вие со некој од 16 години? Сега ја знам дека Славчо има добар план. Славчо, зошто 6 години му требаше на Морал конечно да се врати на сцена? Поминавте еден претежок период, знам. Па мислам, бевме у шок, мислам, тоа со Владка што се случи, мислам, беше шок за сите нас и многу млад он почина. Ние имавме тоа лето закажано неколку свирки за промоција на албумот, што го издадовме неколку месеци пред тоа. И испадна дека уопште останаа така песните, не го промовиравме тој албум, а имавме и добри песни и добри гости. Знаеш, една песна имавме со Тамара, една со Слаткар, една со Джамбазов, сакавме и спотови да снимиме, али мислам све тоа изгуби смисла. Да. Мислам, стварно бевме у шок првата година, после Дојде короната. И короната, и не прашува, мислам, стварно, ја мислам, и неам више ни нервни, право ти кажам да се бавам со оваа музика, пошто ке нас ти е тоа малку као Сизифова работа, знаеш, и све е потешко и се помалку публика има за ова. Затоа што, еве погледај кои се свике фактички не турбо фолк, него турбо поп фолк доминира на сцена на Балканот, мислам, генерално. Иако другиве имаат поголема сцена, имаат доста простори за рок бендови. И иначе како дојде до вака, лани не повикаа уште за Пиволент. Ние со Елена лани контактиравте, меѓутоа испадне на несретна околност со Ивица, да он имаше големи здравствени проблеми и за среќа све се добро заврши после 10 месеци покасно и тоа се одложи. А иначе Елена, ја знам, ја бев пред 10 години доста од плуќа болен и преку незината другарка Дана Шилјан, они водеа клуб, оној нешто борилачки, ама не толку тешко, и мене ми требаше некоја физичка активност, викам мајке. Се уште водиме, да. Викам Федерација направивме. Викам ќе пробам овако лесно. Да. И отидов еден тренинг и сватив дека за мене е тешко тоа. Стоиш во една позиција, прво тешко ми е, не сум тој карактер што можам да седам во една позиција минут-два, да не мрдам. И после минута време све те боли секој мускул, кога да си вежбал, и викам, ај, не сум уште за ова. Али ја запознав Елена тогаш и не за случајно видов, ја не знам дека пее она.
снимка, мислам, дали беше нешто на Металика трибют или Iron Maiden, некој таков трибют беше. Не знам точно што било, меѓутоа да, тогаш бевме со брати на Дана заедно во еден состав Victims of Changes и така. Имаше, мислам, некој таков. Свиревме Judas Priest, Black Sabbath, Каде ти такви во таа работи. музика? Извини. Аха, да, тоа е музиката со која што јас пораснав. Значи, од своји 13 години се пронедов некако во тој израз. Ми се допаѓа, ми одговара, ете можеби на темпераментот. И се сум во тие води. Значи, било да се работи за, ете, heavy metal, industrial, готик метал, готик постпанк. Мрачно. Да. Славчо, тоа беше и пресудното што Па не, морал не е баш мрачна, може малку меланхолична. Така Али звучи не, мрачно. ја слушнав Heavy. и на некои снимки како го пее Дейвид Ковердел. Да. И мислам дека тоа одлучи, мислам Дейвид Ковердел многу машки пее, знаеш. Да. И музикава што е на морал, мислам Владко, иако многу го поценувате, му многу висок регистар, знаеш. Тоа е многу тешко, скоро и да нема некои машки што би го пееле тоа нон-стоп, саат и пол, тоа со полн глас. И мислев дека е добра идеја од две причини да пробаме со девојка, затоа што прво нема да не подсеќа на Владко, знаеш, сега ќе се свртиш, знаеш, и сега Ќе го бараш као да си него. го барал или го тргаш и нема да го споредуваш, знаеш, нема да го споредуваш. Ова е сосема друга приказна. Да, не го споредуваш и не мислам дека го заменивме сега. Знаеш, ја многу имам против оние групи Led Zeppelin, затоа ги поштавам кога им почина бубњарот, они Престана да више, работи. ама не само тоа, и убаво вика со друг нема да звучат добро. Они проба на Live Aid ако текнува со два најдобри бубњари у тоа време. и со синот Со после. Фил Колинс и со овој уште еден, али не звучаа добро, не звучаа добро, и така да мислам ова е некако другачие приказна. И второ, она со леснотија ги пее овие нашите песни што се у висок регистар и чак им дава и друга димензија. Тоа сакав да ја прашам. Дали претходно беше фан на групата Морал? Дали ги знаеше песните? Да, секако, ги знам песните, сега нормално. И новите ги донаучив. Во принцип, многу е блиску до мојот сензибилитет и тоа што цел живот јас го слушам. Мислам дека стилски добро се вклопив, без некои, не знам, adjustments, потешкоти, затоа што ете, да, Дейвид Ковердейл, Ози Осборн, Рони Джеймс Дио, значи тие се моите role models, според кои што јас буквално го штимав својот гласовен инструмент со години и природно, нели? Слушајки, буквално само се мести грлото да отпее во тој стил. Дали претходно беше на некој концерт на Морал? Сега не се сеќавам, можно е да сум била како многу млада. Го познаваше Владко? Лично не, Пошто Владко беше пријател со сите во градот. Да, Славчо. лично не, меѓутоа се имаме среќавано затоа што тука негде бевме генерацијски, кога тој беше на факултетот за драмски уметности, јас бев на факултетот за ликовни уметности и нели се случува секоја година скомрахи. Кога беа скомрахи, ние нашиот факултет имаше имавме изложба во нивното бифе на драмски и имав прилика да го гледам во представи. Лично не, меѓутоа да, сме се среќавале. Која ти е омилена песна од Морал? Ѓаволска жена. Со се текст, со се. Добро се снајде сега на Пиволенд, гледам позитивни коментари, луѓето те пофалија. Ти беше тешко да излезеш, да го пробиеш балонот или не? Воопшто не. Немам проблем таков со трема пред публика или нешто такво. Дури одвај чекам. Значи, публиката ме мотивира, а и повеќето од луѓето и ги знаев што беа во публика, затоа што Неколку илјади луѓе. неколку илјади луѓе не, ама тие што беа во првите редови, така. Од прилика ги знаев и они се изненадија бидејќи не беше никаде најавено дека јас ќе настапувам со Морал. Да, сакав да така биде што- изненадување, знаеш.
Го држеше тоа прилично, да. Кажи ме ми, мотивира, да, ме мотивира публиката. Славчо, какви се плановите? Па плановите се да направиме уште некоја свирка и после ќе пробаме, ако испадне нека добра песна да снимиме. Дека многу сме охрабрени како не прими публиката пред се и колку добро звучевме. После ние како Морал неавме свирено 6,5-7 години. И направивме само 2 проби. Само 2 проби направивме. И уште од првата проба се виде дека тоа ќе звучи и ќе биде добро. Така да тој некој краткороч, мислам, план сега. Ке нас не можеш да имаш планови, зашто гледаш како е, мислам, немаш. Пише не постои, нема издавачи на Музички изданија. дека ние кои издаваме, сакам да има број оној што е у светскиот каталог. Мислам, не е баш така. Тука овде луѓе печатат на компјутер, ги фарбаат и мислам, не е тоа прав албум. Ние, за жал, Македонија се уште нема издавач на музика, некој озбилен, кој би застанал позади сето тоа и мислам, најќе губи македонскиот јазик и култура, знаеш. И Некогаш не беше така. Па да ти кажам, секогаш било така. У бивша Југославија, као Морал, ние и тогаш постоевме. Добро, и ние али имавме понуди да живееме у Загреб, у Белград, у тие центри. Истото се случи со Конкорд. А уште тогаш со Оливер Мандич служи војска во Белград. Вика, супер сте, вика, доđite овде да живите, па ćemo да терамо посао. И со Горан Брегоvić се видов, он исто рече, вика, ако не си у Сараево, вика, Белград, Загреб, не можеш ништо да направиш, вика, мора да... Венко, знаеш колку добар албум направија со Конкорд. Истото им го рекоа, дојдите, преселете се у Загреб, ама тогаш ние сите бевме у своји равни 20 години, знаеш, со тато, мама, студенти. Не, знаеш, Знам, се не знаеш дали ќе живееш од тоа, како ќе биде свето. Уште едно прашање за Елена. Твојата креативност е фасцинантна. Дали малку ќе придонесеш и во создавање на песните или текстовите на Морал? Дали можеш да се најдеш во тоа? Не знам, не сум размислувала на таа тема, значи самото си се покажува. Сето, целата работа си има флоу, како ќе дојде природно, така, без никакво форсирање, без никакви очекувања, едноставно со Да пуштиме со уживање. работите сами да си одат. Ја ви се заблагодарувам што дојдовте да бидете мои гости. Ти благодарам, Иван, што не повика, на вистина. И би додал уште нешто, мислам, ќе се подрудиме следната година да направиме, ако не и со собствени сили, еден концерт за Владко. За да го одбележиме, дека мислам дека е малку заборавен он во оваа цела македонска поп-рок приказна. Он имаше и многу успешна соло кариера, али ако не можеме со тие луѓе што му помага во соло кариерата, ќе направиме и од Морал само еден концерт. Тоа ќе биде. Фала ти што сподели со нас и тие моменти и посакувам да се реализираат сите тие работи. Фала.